Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Јубилејните 35 години на независна, слободна и самостојна Република Македонија почна да се прославуваат со големиот музичко-сценски караван наречен Силно светнал ден. Овој спектакл тргна од Охрид, потоа беше во Битола, Павелес и во првата тура поминува 11 градови. Илјадниците присутни уживаат во многу интересната програма, во која преку музика, текст, глума и танц се раскажува приказната за 3,5 децении независна Македонија. А еви подсетување дека на 11. август 1992 година во Републичкото собрание беа усвоени новите символи и новите национални обележја. Се официализира државната химна, денес над Македонија се раѓа и новото знаме со сонцето. Меѓутоа, поради разни сценарија, притисоци, уцени и ветувања, властите во изминатите години го сменија знамето со сонцето, уставот и вековното име Македонско. А пред 36 години во Скопје е осветен големиот духовен храм Свети Климент Охридски, кој е и седиште на Македонската православна црква Охридска архиепископија. На 12. август 1990 година рекиот народ од Републикава и пошироко се слева во центарот на главниот град. Тие присуствува на големиот црковен чин. Кога блесна соборниот храм, говор одржа тогашниот поглавар господин Михаил. На празникот Свети Наум Охридски, патронот на Охрид, по 20 пат беше доделена светската награда за хуманизам, која сега му беше врачена на архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, неговото блаженство господин Стефан, по повод 40 годишнината од неговото замонашување во 1986 година, точно на празникот Свети Наум Охридски. Продолжуваме со вестите. На Народната банка на Македонија, Европската централна банка и одобри да има траен пристап до 50 милиарди евра од европскиот систем. Тоа што и се овозможува ваков пристап ќе ја зајакне отпорноста во финансискиот систем, а ќе обезбедува дополнителна заштита и во услови на надворешни шокови и нарушувања на пазарот. До сега нашата Народна банка имаше пристап кај Евроцентралната банка до максимални 400 милиони евра, а сега веќе се врти нова финансиска страница. Од Народната банка на Македонија соопштуваат дека девизните резерви на крајот од јули биле околу 5 милиарди евра и остануваат да се заштитна брана за одржување на финансиската стабилност на земјава. Се модернизира меѓународниот аеродром Скопје, поставен е нов современ радар кој е многу значаен за повисокото ниво на безбедност, сигурност и ефикасност во управувањето со воздушниот сообраќај. Значењето е поголемо, бидејќи над 12% се зголемени прелетите над македонското небо во првите 6 месеци споредено со истото време лани. Повеќе од 5 милиони евра е вредноста на 40 на проекти кои добија зелено светло од владата и ќе инвестираат во патната мрежа, образованието, здравството, енергетиката, дигитализацијата, земјоделството и друго. Следи блокот информации на повеќе теми. Пензионирањето нема да значи и крај на работниот век, туку за тие кои можат и сакаат, имаат шанса да ја продолжат својата професионална кариера и хонорарно да заработуваат.
од околу 330.000 пензионери во нашава земја, предвидувањата се дека 20 до 25.000 би се активирале, од кои 10.000 во приватниот сектор. А во 2001 година, по војната на македонските безбедносни сили со албанската ОВК, УЧК, во Охрид беше потпишан така наречениот рамковен договор, за кој има доста коментари, мислења и критики. Помина 25 години од потпишувањето, па во објавата на председателот на владата Христијан Мицкоски, тој порачува дека рамковниот договор различно се доживува и толкува меѓу народот. Минатото не можеме да го промениме, ама можеме да одлучиме каква иднина ќе изградиме. Историјата не треба да ја приспособуваме кон дневната политика, па наша обврска е да градиме држава во која различностите нема да бидат причина за поделби, туку реалност со која управуваме мудро, одговорни во рамките на институциите, нагласува председателот на владата Мицкоски. Во најголемиот македонски туристички центар Охрид се одржува масовната интересна манифестација Охрид Вода Фест. 20 дена се исполнети со многубројни спортско-рекреативни и забавни содржини и манифестации, како ватерполо, едрење, нуркање, трка со кајчина, традиционалниот спортски риболов, изложби и неколку музички вечери крај езерото. Секако посебно место има Охридскиот пливачки маратон, како еден од најзначајните и најпрепознатливите меѓународни спортски настани, на кој од година во година се поголем е бројот на надпреварувачи од Европа и од светот. Значи, домаќините од Охрид на учесниците на фестот имаат што да му понудат од богатото културно и духовно наследство во овој регион. Во Прилеп викендов се одржува првиот меѓународен фолклорен фестивал Итерпејо. Организаторите рекоа, оти го избрале името на Итерпејо како фолклорен лик од минатото, како символ на итроштина, па продолжуваат да го негуваат и афирмираат македонското културно наследство, како и хуморот и сатирата. На првиот меѓународен фолклорен фестивал во градот под Марковите кули учествуваат играорци и песнопојци од Републикава и од Полска и Словачка. Во комшиската Битола се подготвуваат да организираат прв Чкембе фест. Ќе биде посветен на познатата македонска кујна, на гастрономијата и зачувувањето на традиционалните јадења, меѓу кои чкембе чорбата, па многу готвачи ќе може на дело да ги покажат своите кујнски вештини. Крушево е домајќин на 18-тото европско првенство во параглайдинг. За европската титула се борат 130 пилоти од 38 земји. По некои изјави и објави, категорично се тврди дека скопјани пијат безбедносна вода. Секојдневните анализи на различни места во главниот град покажуваат дека водата е исправна, а некои ширеле невистини и шпекулации, уверува градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски. И од здравството потврдија дека досега немало податоци од и некои малтегови поради водата во Скопје. После еден месец водата во Гостивар е безбедна за пиење. Обвинение за поранешниот вице-премиер Арцан Груби со предлог да остане и насамо во куќен притвор поднесе Скопското обвинителство. Со уште 7 на меѓу кои поранешниот генерален секретар на владата, поранешниот директор на државната лотарија Бајрами, кој е во бедство. Тие се товарат оти во 2023 и 2024 со злоупотреби го оштетиле буџетот за над 8 милиони евра. Судењето е најавено за 24 август. Водостојот на Охридското езеро 11 см е над просечното ниво за август или 47 см над дозволениот минимум. Температурата на водата во езерото била 26 степени, што е за 2,5 степени над просекот за овој месец. Во Преспа кај селото Брајчино загина 44 годишниот моторџи од Љубојно, познатиот активист Васко Томулевски. Тој изгубил контрола, излетал од патот и настрадал. Меѓутоа, за овој активист, колегата Бошко Рајчовски Пелистерски ќе даде повеќе информации. Од водите на Преспанското езеро кај Претор било извлечено телото на 71 годишен скопјанец. Тој скокнал од шамецот во езерото кај селото Сливница по веслата кои му паднале и завршил трагично.
Радиопрограма во Оро Македонско продолжува со својата долгогодишна, исклучително важна и незаменлива мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, историја, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот, благодарение и на разбирањето на добрата волја и помошта од Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги Алеки Димитар. Уште две информации. Македонската спортистка Катерина Ацеска освои сребрен медал во сениорска конкуренција на светското првенство во џиу-џицу, кое се одржа во Абу Даби. Само годинава Катерина го освои и гранд турнирот во Дженова. Се закити со златен медал и на Европското првенство. Двократен е балкански шампион, а освои 5 златни медали на меѓународни турнири. Во летниве горештини постојано пламнуваат пожари во шуми, села, ридови, куќи и полиња. Битката со огновите и ноќи ден пожртвувано е водат против пожарни екипи, доброволци и населението. Се гасни со ер-трактори и хеликоптери. Вчера имало 40, а денес 12 пожари на отворен простор во Скопско, Македонски Брод, Новаци, Могила, во други места во Битолскиот крај, како и во Велешко, Јагуновце, Тетовско, Крушевско, Делчево, Штипско и така натаму. Најмногу од огновите бргу се изгаснати, некои се под контрола, но поради непристапниот терен или ветрот, на одделни места гаснењето продолжува со сати и сати. Меѓутоа, за голем дел од пожарите се вели дека биле подметнати. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од стариот крај, за радиопрограма во Оро Македонско, која над половина век се емитува во Соединетите Американски држави, а се слуша надалеку во светот. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредничи и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Право да ми кажеш, нешто ќе те питам, бабо, право да ми кажеш. Кои војводи беа, бабо, у вас на вечера? Da mi god se delče babo ili da me
god se delče babo, najsi beše Andrejago, Todor Aleksandro, babo snegovata čeka. Ви пожелам честит Илинден, знаејќи дека ние имаме големо име, една голема историја и дека силата на Александар е во сите нас. Таа сила ќе не врати нас македонците да си го вратиме достоинството, гордоста и честа, да си го вратиме името Република Македонија еден ден. Едно од најстарите во светот, Охридското езеро крие неверојатна тајна. Се проценува дека е старо повеќе од 2 милиони години. Тоа го прави едно од најстарите езера на земјата, кое се уште постои, преживеало ледени доба, земјотреси и огромни климатски промени. Денес во него живеат повеќе од 200 видови растенија и животни, кои не постојат никаде на друго место во светот. Но, како успеало да преживее милиони години, кога безброј други езера исчезнале? Тајната е во тоа како настанало. За разлика од многу езера, Охридското езеро не го создале глечери. Тоа настанало со движење на земјината кора во огромна тектонска пукнатина. Освен тоа, постојано се обновува со свежа вода од бројни подземни извори. Токму затоа, обстанало милиони години и денес е едно од најстарите и најуникатните езера на планетата. Чекај, што? Македонската идеја и никој не ја спонзорирал, не значи дека македонскиот порив замрел. Имаме Илинденско востание, пред него е Македонското востание, кое пак како конструкт ни го нудат некои други историчари како Кресненско востание, кој има силна македонска порака, дури многу повеќе и од самото Илинденско востание. Ги имаме балканските војни, каде што македонците се мобилизирани во различните војски. Каде е местото на македонецот? Дали е во изјаснувањето и држењето на таа национална и културна опција? Сум кај нашите браќа и сестри македонци. До мене е мојот драг пријател Светко, кој ќе ни се представи Тани, кој ќе ни се представи на кратко сам. И било ќе ми биде да спомниш и каква функција имаше, што работеше и со што се бавеше во твојот живот. Повели се. Прво да ви благодарам што ни дојдете, што не посетите, зашто ние тука се подраче македонско. Македонци сите се потекло се живеат на македонски начин. Ви благодарам што дојдете. Јас сум Светко Титан, 72 годишен човек. Порано си бил за другата главен инженер агроном. Се живееше, производбе луѓето работе, а сиромаштија не беше богатство, ама луѓето го душале да. Сега се селија. Млади што нема можно да живее. Се наодаме во центарот на Песма, пусте. Селото пусте, се има околу 2500 жители, 340 семејства. Освен пусте, Вјеска, село Зрновско, село Серијешо е тотално иселено. Точно да ни покажеш каде е Зрновци, каде е Пустец. Село тоа е Пустец. Село горе Силијеско. Да. Село натаму туристичко Зрновско, прекај брежија, прекај озеро. Прегласено од државата за туристичко место, ама инфраструктурата не оди. Јас слушам дека ти си бил учител, професор и дека ти и музичар. Кажи ни малку повеќе за тоа. На 1999 година се влегов учител баскет. После ми биологија. Професијата ми беше инженер агроном. После се настави за учител. Да ти кажам право, 8 години даде музичко. Тоа беше све македонски. Игра песни, ора се македонски. Нема билаше за албанската, не знам. Чувството за сите беше многу. За жал се разгаснала многу таа работа. Но ми беше во душа да пренесем чувствата македонски до младите. Традицијата, културата, облеката, обичаите.
Ни беше да останем за нас, да не изгубат. И така работе. Хвала на Господ да стигна на нас. Точно. Кажи ми како сега денешните деца, дали го знаат нашиот јазик, дали го зборуваат македонскиот јазик? Нормално да го знаат. Јазикот, мајче си го учеше дома, мајка ми ги учи на македонски јазик. И на школа некаде 50-60% од предметите се предаваат на македонски. Важно е вие полесните предмети. Но нема деца. Кога јас пушнав учител на 99-та година, имаше 340 ученици в училището. Денес, за жал, има 30. За жал. За жал, но секаде е тоа? Мислам, катастрофа, особено за нас сме како национално малцинство следище. Ние државата немаме поддршка, да ти кажам. Инфраструктурата е многу слаба. Пат нема. Катастрофа е. Ово крај ближи. Бабина подарена од Господ направена за Преспа. Прекрасен предал. Прекрасен. Ама е подарена од Господ. Исврлен сте од држава. Јас морам да кажам дека Цветко ми беше гостин во Швајцарија, кога ја правевме се македонската забава, со сите македонски од Пиринска, од Егечка Македонија и од Кушец и Голобрдо. Прекрасно. Цветко ни се одзва на поканата и дојде со игровната група, бевме ручестели и така останавме во контакт, така сме пријатели. Фала и за денешната покана, за овој голем празник. Сакаш да ни кажеш нешто за овој празник? Уште нешто за денешниот празник. Така. Света Марена, начелничка, се слави во Преспа, во Света Марена, голем манастир, си има таму конаци за спајне, за живење. Значи, една голема традиција кај луѓето се гледат од сите држави, секаде каде се дружат, се игра, се веселат, една убава традиционална прослава. Прекрасно беше таму, да. Кој сам ова прилика да му кажеш на моите драги пријатели на Драгица? Да. И на Благоја. Ги поздравувам. Срце. Се чекам да дојдем. Секако, ќе им пренесам поздрав. Благодарам многу. Драги слушатели, уште во почеток на денешната радиопрограма Оро Македонско ќе исполниме честитка за нашиот сонародник, прв подпредседател на македонско-американската канадска епархија, а тоа е господин Марк Браун од Виндзор, иначе потекнува од убавото македонско село Буф. Марк Браун, драги слушатели, денови одбележува 95 години. По тој повод за неговиот 95-ти роден ден му благодариме на Бога што му додели 95 години да ги носи на своите плеќи. Сега му посакуваме спокојна старост. Да кажеме тоа дека Марк Браун беше човекот кој ме повика во Тристар Steakhouse ресторант во Хемтремик и не охраби да организираме прва македонска православна црква во Мичиган, Света Богородица. Господин Марк Браун, не само македонците при Свети Никола од Виндзор, исто и ние македонците од Детройт ти благодариме за се што направи за македонската комуна. Со најубави желби ти заслужуваш да ти го честитаме твојот 95-ти роден ден и да ти посакаме спокојна старост, поздравувајќи те со ова песна посветена за твојот роден ден, а тоа ти и го заслужуваш. Од Македонија, животот го градел далеку во Канада. Со честна рака, со душа широка, Марк Браун остави трага длабока. Од корен силен, од народ горд, со љубов, вера, чест и збор. 95 години светлина, живот како приказна, полн со вистина. Марк Браун, легенда жива, македонска душа, што не се скрива, во Канада име, што гордо стои, наследство големо што вечно ќе брои. Марк Браун, денес славиме сите,
metka duša što sjaje. Kanada go primi, no srce to znaje. Makedonija vo nego se koga štraje. Mark Brown, legenda živa. Makedonska duša što ne se skriva. Vo Kanada ime što gordo stoji. Na sve svo golemo što već nake broji. Mark Brown, da ne slavi mesite. So pesna, so srce, so rase krenati. 95. Česti slava. Makedonska gordost, večna zabava. Od Busko selo do kanadski dom. Njegovo to ime ostanova grom. So vera, so čest, so ljubov čista. Njegova ta prikazna večno bliska. Srećen roden den, Mark Brown naš. 95 godini, život je glas. Makedonec gorč, so srce golevo. Ostavi nasledstvo, svetlo i sveto. Mark Brown, neka pesna se peje. Neka radost večerva gre. O Kanada, so makedonska slava. Tvoje to ime za sekogaš ostanuva pravo. Вилбург Кија и Вилбург Форд Кар дилер може денес да ви излезат во пресрет како полесно и побрзо да купите нова или половна кола Кија или Форд. Јавете се кај Симеон Талевски на телефонскиот број 6309865 за да добиете поволна цена и специјална понуда. Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број кај Симеон Талевски на 6309865 Вилбург Кија и Форд Кар дилер се наоѓаат на 73350 Кингери Роуд, 2 милји северно од Македонската црква Свети Кирил и Методи. Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000 i pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашете за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. Наиден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа, ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552.
или на имейл braicevski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Оро Македонско. За родендени и мендени, за сите пригоди и свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ке ми биде драго и мене на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Телеграф во Dearborn Heights. Телефонскиот број 313-278-5100. Ево, поздрав људи. Овако едно питање за ове бугари кои сте се ми ту накачили на профилу. Што имате ви против те мале, скромне наше државице, тоест Македонија? Кој свака држава, кој свака, ајде да кажем, породица, има право на своје славлje, а не? Данас е 2 август, за они кои не знате, велики празник у Македонија, тоест Илиндена, кои су многи луѓе дале, што се каже, своје животе да би спасиле ту државу, да ми живимо сада како живимо и јас се извинјавам свима, поготово своим људима у Македонија, што ја говорим српском јазиком, jer kada bi ja govorila makedonski, niko ne bi razumeo šta ja govorim, pa bih htjela ove Bugare da ja pitam, ja znam da oni znaju također i srpski jezik, što vi imate protiv te naše države? Malo pročačkajte istoriju, otvorite knjige, jer očito vi osvem TikTok knjige nikako ne otvarate. Pogledajte kolika je bila Makedonija, kolika je ostala sada, a mi smo skroman narod, mi to samo šutimo. Znači, ne tražimo ništa, a bukvalno ništa. Zato, znači, budite mirni, jer iako smo toliko mali broj nas je, ali jako mali, mi smo spremni poginuti za našu državu. Ne bilo muško, ne bilo žensko. Ne znači ako naši ljudi su povadile vaše pasuše, pa vi sada da serete po nas. To vam ne da za pravo. Razumeš? Pročackajte malo istoriju, bilo bi fino, znate. Još jednom kažem, znači, nikada na odmah nije, eto, malo da se obrazuje čovjeka, ne? Pre tu da serete na TikToku i da ste jaki toliko na tastaturi. Makedonsko zname, eto je se zastava, je viorilo i uvek će da viori. Znači, treba vam jako i mnoge godine. I Turk je pokušao da nas gazi, ali nije uspeo, pa tako će i vi. Znači, budite vi fini, mislim, budite tihi, ne fini, dok Makedonija šuti, a ne? Dok Makedonija nije se digla na noge, da traži Pirin, Ege i tako dalje, i da budemo ono što smo bile nekada. A mi samo nastavljamo da slavimo ono što su se naši predci borile, a ne što su dale svoje živote za tu našu državicu, da nam omoguće tak neki, eto, normalan život, i mi samo tu produžavamo tradiciju, eto to da proslavimo
у знак захвалности, дока ви, бугари, серете још увек по нас. Дока овакви попут тебе и многе вас, значи, палите ватру и текако још биće ратова. А то само упамтите да неće da pogine samo moje dete, gineće i vaša djeca. Onda pravi ste ljudi, a zaista pravi ste ljudi kada želite smrt svoje porodice i svoju djecu. Živela Makedonija за веќе векова. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. дека многу македонски новинари се дел од обкружувањето, па колку некогаш некој ви се обратил за да ви ја даде поддршката? Па никој не ми се обратил, еве искрено да ви кажам. Никој не мислел, ова и Миле што спомна кога му било најтешко, и мене ми е многу тешко, од кога сум родена, 4 пати ни менуваат име на држава. Значи јас до сега не сум направила изложба, самостојна изложба, кога ми понудиле во најјаки галерии под името Фирум. Не сум направила изложба или па соработка и сега кога сме Северна Македонија, затоа што тоа е моje лично чувство на припадност и јас не би сакала да по секоја цена да изложувам или да представувам држава која што не би сакала да се именува така. Почитувани представници на медиумите, пречките за доверување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранети. Денеска пристапуваме кон исполнување на член 84, алинеа 1 од Уставот на Република Македонија за определување на мандатар за состав на влада на Република Македонија. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која има мнозинство во собранието на Република Македонија, го предложи господинот Зоран Заев да биде кандидат кому ќе му биде доверен мандатот за состав на влада на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам. Сега му давам збор на господинот Зоран Заев, председател на политичката партија СДСМ и предложен мандатар. Господине Заев, поверете. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани председатели на Република Македонија, дозволете да се заблагодарам од мое име како мандатор за составување на новата влада и уште еднаш пред јавноста да истакнам дека двете пречки кои што беа пречки за доделувањето на мандатот се отстранети,
Председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери го испрати писмото, а јас, како што ветив пред граѓаните и пред председателот Ѓорги Иванов, испорачав изјава во форма на гаранција која што би сакал денеска да ја соопштам пред граѓаните на Република Македонија, а која што веќе е доставена во кабинетот на председателот на државата господинот Ѓорги Иванов. Во име на формираното парламентарно мнозинство ја давам следната изјава. Прво, гарантираме заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Гарантираме заштита на уставниот поредок и територијалната целина на Република Македонија. Гарантираме заштита на државните интереси и унапредување на животот на сите граѓани, без оглед на етничката, религиската и јазичната припадност. Гарантираме дека процесот на носење на одлуките за граѓаните на Република Македонија ќе биде во согласност со основните демократски принципи и владење на правото, не доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према друга држава. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или действие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и действување на владата на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам. Сега го повикувам председателот на Република Македонија доктор Ѓорге Иванов да го врачи мандатот за состав на влада на Република Македонија на господин Премиерот рече дека нема да го мени името, па го смена. Македонци и građani Makedonije, kao što vjerujem znate, Republika Makedonija posebno mi je na srcu. Makedoniju volim ne samo zato što je zemlja izuzetne povijesti, kulture i tradicije, ili pak zemlja bogata prirodnim ljepotama. Makedoniju volim jer je zemlja srdačnih i srčanih ljudi. Uvijek me je oduševljavala vaša hrabrost i odlučnost u borbi za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture vaše zemlje i naroda. Znam da vas je upravo ta ljubav prema vlastitoj zemlji godinama vodila u teškim borbama s kojima ste bili suočeni. Promatrajući vašu borbu i nepravdu koja vam se godinama nanosila, nisam mogla ostati po strani jer duboko vjerujem da građani Makedonije zaslužuju poštovanje i pravdu, zaslužuju biti punopravni građani i građanke Evropske unije i u evropsku obitelj donijeti svu puninu svog identiteta. Danas smo suočeni sa posebnim izazovom, koji je možda jači nego svi prethodni izazovi. Ovaj trenutak presudan je trenutak makedonske povijesti koji će odlučiti o makedonskoj budućnosti. A makedonska sadašnjost i budućnost ovisi o njezinu narodu. U suverenitet Republike Makedonije nitko nema pravo nasilno zadirati. Narod ima pravo izabrati svoj put, a vlast koja proizlazi iz naroda mora biti odgovorna svome narodu. Narod je taj koji treba donijeti konačnu odluku o svojoj budućnosti. Vi ste jedini ti koji na to imaju pravo. Nemojte dopustiti da se vaš glas ne čuje ili da ga netko uguši. Od Makedonije se traži povijesni presedan. Od Makedonije se traži da se odrekne svog identiteta. A o identitetu se ne može pregovarati, jer nas on čini onim što jesmo. Na vašem identitetu zasnovana je vaša prošlost, izgrađena vaša država, on je temelj vaše sadašnjosti i budućnosti. Vaš je identitet ono što vas čini Makedoncima i ponosnim građanima Makedonije. Identitet vas razlikuje od svih ostalih naroda Europe i daje vam posebnost. Duboko vjerujem da budućnost Makedonije leži u njezinu narodu, a posebice u vama mladima. Drago mi je vidjeti da ste proaktivni, da se borite i da želite promjene. Vjerujem u vas i vjerujem u budućnost Makedonije. Тоа беше европската претеничка по потекло од Хрватска. Букурешкиот договор веќе исцрпи сопствената валидност. Во третата ера, која е веќе започната, предвидено е обединување на сите заробени делови на Македонија во една целина, процес кој е веќе започнат. Со поддршка и логистика од Русија и САД и новиот суверенистички свет, Македонија се враќа.
камената падат, капна ми капна. Јас сакам вече тебе да те видам, тебе да те видам и со тебе да видам. Јас сакам вече со тебе да видам, со тебе да видам и да ти пеам. Камената падат, падат до небото, камената падат, падат до небото, капна ми капна. Камената падат, падат до небото, камената падат, падат до небото, капна ми капна. Камената падат, камената капна ми капна. Камената падат, камената падат, капна ми капна. Јас сакам да видам, тебе да те видам и со тебе да видам. Јас сакам вече со тебе да видам, со тебе да видам и да ти пеам. Камената падат, камената падат, капна ми во срцето. Жална вест. Не дај Боже мајка да испрати чедо на тој свет. Не само мајката Лиле, сопругата Джули, братот Пеце со фамилијата, туку цело Лубојно, Преспа и Македонија, исто и ние иселениците, тешко ја примивме веста дека на 44 годишна возраст почина градоначалникот на Лубојно Васко Томулевски. Тоа се случи во неделата на 9 август, враќајќи се од прославата на Света Петка во Брајчино, изгуби контрола на моторот и падна во реката, каде брзата помош констатира смрт. Прерано е да се речи Бог да го прости, но судбината била таква. Ни останува да се помолиме нека Бог го всели во царското населје, зашто беше многу активен во селото и пошироко, а тој тоа го заслужува. Како председател на местната заедница и организатор на љубанските и линденски силенички средби на 1 и 2 август, кога има многу посета, можете да замислите дека толку многу народ имаше во неделата на 9 август, во 8 часот навечер со свеќе враце дојдоа да му оддадат последен поздрав додека погребот се изврши наредниот ден. Стотици, а можеби преку 1000 прилози беа испишани на Фейсбук, одавајќи им сочувство на фамилијата. Драги Васко, Бог да ти прости и вечен ти памја. Болката ќе биде помала ако сите заедно ја споделиме и им изразиме сочувство до фамилијата. Низ Лубојно помина многу војни, многу погреби, но Лубојно никогаш не беше толку многу натажено како овој пат. Останаа да жалат сопругата Джули, мајката Лиле, братот Пеце, снаата Ленче со фамилијата, како и цело Лубојно и Преспа. А на тој свет ќе го пречека таткото Борис, кој и тој многу млад замина. Драги слушатели, претходно кажав дека имаше стотици, можеби и повеќе прилози. Еден од нив ќе ви го прочитаме од Стефан Томулевски. Ево што напиша. In memory. Васко Томулевски, човекот
кој целиот свој живот го носеше љубовно во срцето. Васко Томулевски ќе остане запамтен како еден од најмаркантните човечки фигури со кој се идентификуваше љубовно, човек кој целиот свој живот го афирмираше селото, неговата убавина, традиција и вредности. Секогаш гласен и истрен кога требаше да се заштити она што му припаѓа на љубовно. Томулевски беше и во првите редови на борбата против сечата на дрвјата во селото, бранејќи го природното богатство кое го сметаше за наследство што мора да им се остави на идните генерации. За него љубовно не беше само родно место, туку припадност, љубов и животна определба. Со неговото заминување, селото губи еден од своите најпрепознатливи ликови, но останува трагата на човек кој со децени беше негов искрен глас, чувар и промотор. Васко Томулевски и љубовно, две имиња кои долго ќе се пометуваат заедно. Да биде кабелот виновен покажа и првите апсења на директорката на гостиварскиот комуналец Аратана Астани и раководителот на одделот за водовод и техничкиот директор. Можам да го замислам договорот кој довел до оваа катастрофа во Гостивар. Се собрала оваа тројка и си викат: абе нема притисок на водата. Тогаш еден од нив извикува: абе знам еден што става пумпи за вода директ од Вардар. Да го викнам, многу добар човек е. Викни го бе, нема зијан од диви пумпи. Бија заокружила мисијата, обаче со уште едно прашање за вас. Дали според вас стратешката цел на Македонија треба да биде влез во ЕУ или не? Да, но не по секоја цена. Значи, да влеземе како македонци, а не како територија, како што е намерата на Бугарија. Со нашата историја, нашиот идентитет. Да, и сега што е битно тука, значи пак се навртам, значи потребна е таа стратегија, бидејќи јас одам и во регионот тука на научни конференции, во Варна, разговарам со луѓе од стара Бугарија и вака ми викат: господин Бачев, вика, вие немате проблем с нас бугарите, вика. Вие си имате проблем, вика, с вашите, вика. Ја што ви кажував, таа Чамова, Радев, тоа се македонци по потекло. Вика, имате проблем со вашите. Они се горди на едното татарско потекло од стара Бугарија. Луѓето се знаат историјата. Таа прва бугарска држава во 6 век, татарот Хан Аспарух, па после како го примат христијанството, сега да не одземам време. Значи они се знаат убаво историјата. Меѓутоа ние вика од вашите имате проблем, што кажав порано. И затоа ние сега треба таа една убава, една добра стратегија да се изградам. Таа стратегија треба да напишат луѓе што ги разбираат, работите и со таа стратегија да се бориме. Треба се настапи и јас веќе успееме. Еве сега договорот со Бугарија генерално е лош, бидејќи таму се бришат македонците во историја. Меѓутоа таму имаме една добра работа. Сега не јас тоа на нашата власт сега не може уште да го абсолвира и има уште една работа во контекст на ова што кажува Европската унија, сите нивни бюрократи од Брисел кажуваат не може никој да ви даде гаранција дека ќе нема нови отстапи. Не е точно. Има таква пракса и јас сега денови еден меморандум, се не би сакал јавно да го кажам, пред да го испратам на владата, еден меморандум, што може да преземе Македонија во случајот со ова што го кажуваат од Брисел, дека не може да дадат гаранции и има многу во целата лоша работа во тој договор, има една многу добра работа што може да се искористи. Меѓутоа, како што кажав сега, коректно и претходно тоа да го доставам на владата како меморандум, а онда ќе го прифатат тоа нивна работа. Значи генерално се лоши тие и договорот со Грција, меѓутоа добрата работа е што тие се ништовни. Бугарскиот може да се раскине, преспанскиот може да се поништи. Бидејќи тие се меѓународно правно обсервирано, тие се повредени се многу одредби од меѓународното право, ја тоа покрај на политички и на личен план и на научен план се занимавам со таа работа, значи тие договори може да се поништат, да се раскинат, али треба една храбра влада. Се е објаснето во мојата последна книга, има 3 меѓународно правни основи според Виенската конвенција, како може тоа, значи не правиме ништо лошо. Па утре кога го раскинеме или поништиме, нема НАТО нас да не нападне. Од некој крај сега сме мала држава, што можеме. Не е точно. Малите држави може да остварат некои интереси според меѓународното право. Затоа потребна е значи една храброст, една поофанзивна политика сега и добро е тоа сега што владата тоа што го промовира према Бугарија, меѓутоа треба еден офанзивен настап, бидејќи ние 30 години водиме плашлива и дефанзивна надворешна политика, а сите историски аргументи и меѓународно правно обсервирано, сите факти се на наша страна. Јас сум Дани Даниела Тик-Так, а вие слушате Радио Оро Македонско. Мојот род, мојот народ, мојот род, од прадедо, дедо, татко, аманеци зедоа и под знаме клетва дадоа. Како листво гора до еден да паднеме, свој на своје да се радуваме.
Сите што на оваа почва заодивме, тука кои се родивме. Земјо наша сончева и плодна, земјо лична, мајко родна, секој мајко од срце те сака, секој ти подава рака. Некој решил како ламја од пештера што лази, земјо моја да те сгази. Чеда мои, млади фиданки, чувајте ова наша грудка родна, ова е наша земја плодородна. Таа чеда вас ве храни, секој треба да ја брани. Каква шутка беше пред 3 Па народни песни, нели? Бе, наредно, ова друга манифестација, чите што пише. Пуштај музикално. Чекај, бе. Ова да го спасиме Дојранско езеро за здрави и убави деца. Па мене изгледа ме ставили у погрешен автобус, бе, богат. Јас си мислев дека музика, бе, килјан даде дурдури. Зашто, бе, богат? Каква музика, бе, гледај, овој народ, па, бе, чите што, види. За здрави и убави деца. Чекај да ти имаш и деца. Како не ме сакаш да ти патам едно да се занимавам. Какви ти се балет дома, чушек да ти. Какви ти се децата? Здрави? Здрави, прави, мислам. Чиганчиња мали така. Добре, пошто си тука дојден случајно да те прашам овој. Ти знаеш ли што е Дојран усвај? Како не знам? Што е Дојран? Море. Како море, бе? За нас циганите море, тока вода не сме видели у животе. Абе, Дојран е езеро, бе, морето е солено. Па и онде е солено, бе. Кај е солено? А влезеш у самопослуга, изгор солено, све ги дигнале цените, саш. Како да се народ? Чекај да те прашам, ти си били некојаш у Дојран? Како не бе, бил на море. На море? На одмор, да. Како отиде организирано? Организирано? Како со автобус, пешки? Не бе, со кола. Чија кола? Моја бе. И пачите цигани да така. Кој што има некоја работичка кола, некој, мислим, коње магариња, али не сме моторизовани, разбираш? Ти шо кола имаш? Опел, Мерцедес? Мерцедес. Колку кубика? 850. Пичо Мерцедес, бе, што се смееш, богат? Па кажи, Пичо су купил. Па за нас и Пичо е Мерцедес, бе, богат. Како Пичо, половно, нели? Не бе, целовно, има врата, прозорци, стакла, чам, мотор му стајле позади резервуарен, разбер. Со 2 мотора го преле. А моторот еден јак, вака, цело време работи, а сме стајле еден магнет. Позади? Позади, сите шрафои не ги стовира, разбираш? Да не ги губиме шрафои. Иш, како са, ти у Пичото седна, ти право Дојран. Возиш га или немаш? Кој да вози? Ти. Шо, шофер да немаш? Јас седам и куша, неч ме вози. Ја не сум успеал да полагам, разбираш? Немаш дозвола? Немам дозвола. А неч ми има дозвола? Па неч ми е со сврски. Како бе? Па така си упознавала со комисијата, тамо и дали дозвола. Мене никој неќе очи да ми види, да ти кажем. Чекай, сите бевте деца собрани се Све деца, комплементарно. Нешто у багажник, нешто на кров горе. Знаеш како те, путuje цела фамилија. И по пут немаше проблеми никакви? Само еднаш имало проблем. Што проблем? Не ќе дупнуила гумата. Не збори, како? Па добро, мислим, сум стопирал една кола застануила. Странска. Да. Како ги позна дека се странци? Па бурат странски гумата. Која менуваше гумата? Ти, не жме? Не бе, највише овој син ми Елвис настрадил. Што, он ја менуваше гумата? Не бе, он се наведувал за гумата, кога мамнала таа колата, лом го правила. Аман бе. И тој ни помагал, да бе, странец еден. Излега и вика, силови плес. Вика ми, стварно си го плеснал детето, богат. А многу ли го удри вака? Многу ли беше удри? Па така. Веќе здупки овде у главата, 2-3 ребриња, надоле здраво. Ништо не му фали. И како? Која спреди гумата? Тој ни помагал, тој странецот. Французот? Што ти ка Силво Пле? Силво Пле, нова гума ми става, поголема и цело време вака иде во пресетици. Али сме стигнуеле у Дојран комплемента цела фамилија. Кај се сме стигнуеле у Дојран? Каде, у Стар Дојран или у Нов Дојран? У Богданци.
Бе, како можеш да идеш у дора да се смееш, па Богданци не искаше на езеро? Како не излегуе, бе? Не излегуе, размисли. Ова излегуе на езеро, немој може Како одма Богданци не е на Дунавско езеро? Не ми кажуе мене, јас сум 2 пати Дунав, знам како е. Богданци не е на Дунав. Размисли. Да, бе. Зато плажата била толку далеку, бе, Богат. 2 дена пешки идење, да ти кажем. То што се чувало векови, попрода за 5 пари. Уште се полни зандани, со наши деца и јунаци. Уште страдаме од предавници. Една е песната македонска, една е родна куќа таткова. Една е мајка што ме родила, една е наша Македонија. Синови македонски, родени, неродени, ама некон мајка имате. Што да ви кажат, што да ве лажат, остани свој на своето. Што да ви ведат, со злато да ве китат, остани, остани Македоне. По темно небо нативка гора, одекнува чекорни знојчта, со вера во срце, со поглед кон врв. Патот не води низ камен и крв, нека одекне низ долини, нека го слушнат сите планини. Еден глас, едно срце, еден сон, од Крушево до секој македонски дом. Летай ми, летай, соколе, високо меѓу горите. Однеси ја бер, соколе, дека ние неправда трпиме. Понеси им песна, соколе, да им ги лечи раните, да ни ги чува чедата, што ни бегат од бедата. Кажи ти то, небесна, дека и ние жалиме, дека ќе се вратиме во наше родно огниште. Amazon delivery. Amazon? Yes, Mommy said delivery was coming, then she came back with a new baby. Why are you angry? Mommy calls my baby to my daddy. Oh, really? Is he baby? No. Does he drink milk and nap? Then why Mommy call him baby? My baby of the house. Mommy should love me, not Daddy. What is love? My mom explained it. What did she say? Marriage is a workshop. A workshop? Yeah, Daddy works, Mommy shops. And what do you do? I carry the shopping bags. Now, I am? big boys don't get scared sleeping alone. So where do I sleep? Your room. But I like sleeping with Mommy. I know, but you have to be brave. What if I get scared? Take this. It helps. Good night, Daddy. Be brave. Mom, did you hide my baby brother in there? Yes, he's growing inside my tummy. Can we open it after the wedding? Да пријавим мога тату. Зашто? Šta je bilo? Синоќ е крао моје млеко из мамине сисе, а јас сам данас читав дан гладен. Па не могуќе. What happened, buddy? I want to legally replace my daddy. Why? Because he replaced me first, illegally.
confusing. Why? Teacher kept asking questions she already knew. Do you like homework? No. Why not? Teacher already knows the answers. Then why would I do that? Do you know any family secrets? Yes. Can you tell us one? No. Why not? Because it's a secret. Why would I tell? Złożono słońce, sopli mego istrie kraj. A ti mi udobna di snagi, pachni me, kako zaprepam. Dragi mi, udobna di snagi, pachni me, kako zaprepam. Mnogo ti prebrodih menije, kako ću ja nemirno more, da smej se na vetrom što vije. Ljubi me i glava da gore, da smej se na vetrom što vije. Ljubi me i glava da gore. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.